Точката за разрешувањето на обвинителот Зврлевски и оваа работна недела им ја продолжи на пратениците во собранието. Иако собраниската сала речиси полупразна, сепак и денеска беше полна со разни теми. Пожарите, бегалската криза, медиумите, невладините организации и договорот за добрососедство беа само дел од темите кои ги наметнуваа пратениците од опозицијата. Сепак пратениците на парламентарното мнозинство рекоа дека нема да бидат дел од оваа дебата на која се дискутира за сено не и за разрешувањето на Зврлевски, од каде треба да почнат реформските процеси во земјава. На ова пратениците од ВМРО ДПМН пак возвратија со прашање, барајќи одговор за какви реформи станува збор, но ја обвинија владеачката партија за задолжување на земјата. Сепак и денеска не изостанаа расправите на пратениците со собранискиот спикер Џафери. И јас на вистина не знам зошто олку бесмислени расправи околу еден човек за кој воопшто и не зборувате вие овдека, почитувани колеги од ВМРО ДПМН. Па вие зборувате за бугарски фашистички окупатор, зошто не зборувате за германски фашистички окупатор, за турска отоманска војска, зошто не зборувате за италијански фашистички окупатор? Па какви се овие глупости овдека? Благодарам. Јас ве молам, уште еднаш, почитувани колеги од ВМРО ДПМН. Благодарам. На сите ни е во интерес да започнеме со реформите. Дајте. Ако треба некој да ја загрева атмосферата денеска, веројатно сменете се улогите, се надевам дека нема да успее. Повторно и апелирам да не успее никаков обид за инциденти или за кревање на тензија во собранието. Во моментот не се ни половина пратениците од СДСМ внатре во салата, 24 од 49. Вчера бе уште помалку од тоа, но добро е после нашите неколку реакции Илија, што почнаа да присуството доаѓаат. во салата не е процедурално апсолутно и не ниту ваше право, ниту ничие право да констатира дали е тука или не. Јас ќе ви слушам, ама само да времето бар да ми го... Времето, ќе ви слушам, само нема си го трошите. Да. Не, додека вие упаѓате само тоа, инаку ќе ви слушам, нема проблем. Од опозицијата и денеска потенцираа дека разрешувањето на Зврлевски се коси со изборниот законник, на што пак пратениците од власта возвратија дека нивните колеги од ВМРО ДПМН го штитат обвинителот поради криминалите кои ги имаат направено. Во салава од пратениците на ВМРО ДПМН се гледа дека е поголема заинтересираноста за разрешувањето на јавниот обвинител отколку на оние кои што се залагаат пред граѓаните дека треба да го разрешат. Реплицирајте и на колешката. Реплика е, се збунивте. Па реплика е, во реплика што сакам ќе збунам. Се извинувам што се збунивте. Ај, ќе научите. Некој втор или трет разговор на вашата омилена министерка за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска, беше или преку Марко, или преку Маркота. Сте заборавиле, колеги? Но прво, мора разрешување на Марко Зврлевски. Но кајва се решението? Откажете се одговорите од репликите. Расправата за разрешувањето на обвинителот Зврлевски во собранието почна уште пред месец и половина. Во обичајната пракса на реплики, контрареплики, процедурални, но и паузи, и денеска беше дел од собраниската сала.